Добро утро од мене. Поштовани гледачи, ова се минутите за бизнисот. На почетокот само да ви кажам дека пред околу еден месец промовирана е стандардната публикација Топ 100 најголи, најмојкни, најуспешни во рамките на членките на Северо-Западна Македонија. Кога го прелистував овој алманах, да речем, на 100 најуспешни компании во комората на Северо-Западна Македонија, прво што се запрашав, а и не бих ходжа го прашав, има ли некои од ова новите технологии, не само градежништво, храна, дистрибуција, тој ме упати на 2 до 3 компании кои се очигледно добро етаблирани и морам да ви признам дека кога ја отворив Диги Кубе, компанија која чие лого е мисли, гради и промовира се соочив со низиниот CEO, Влора Адеми. Моето искуство ми говори дека со овој IT инженер имам разговарано во рамките на етаблирањето на Microsoft во Македонија, мислам дека е пред 15 години. Така ли беше, Флора? Да, вие памтите многу добро, инаку јас не се уште. Добро. Она што морам да го најавам, тоа е вашата компанија DigiCube, која има мешавит капитал, швајцарско-македонски, во кој сте вие CEO, раководител и менеджмент. Суштината на поврзувањето во рамките на IT сферата која не признава граници е добро заради преносот на бизнисот во Македонија или заради детекцијата и ширењето на бизнисот на европските пазари со оглед на тоа дека имате партнери од Швајцарија? И сега, со ерата на IT, генерално нема веќе, да кажеме, географска положба на самата компанија, бидејќи тука тие веќе тој патоказ е поотворен и во случајот на DigiCube јас проактивно бев во барање на таков партнер, за да може, знаев дека Македонија не може да нуди добро поволности за креирање на бизнис, но тоа што може да го нуди сепак е човечкиот капитал. Млади луѓе, ентузијасти кои што имаат потенцијал, имаат креатива, имаат знаење, имаат ноу-хау, но само треба некој да ги потикне, малце да ги изработува. Кога викам да ги изработува во насока да ги потучи како да се работи во работна околина, и тоа јас, значи, со моите лични напори, при шетање, пошто и пред тоа имав некој, така кажеме, меѓународно искуство, не само во корпорација, туку живеев некој време и во Оландија, магистрирав исто така во Англија, почнав едно добро искуство, да кажеме, корпоративно искуство во Microsoft, и после тоа, значи, од кога веќе, да кажам, пораснав како човек, од сите аголи, тогаш мислав дека беше тој почеток кога кажав сврсто јако дека јас сега сум спремна да почнам бизнис, и малце ги прекршив тие традиционалните, да кажеме, норми, како што ние знаеме во нашето општество дека младите девојки треба да одат на тој патоказ, да кажеме, во мојот случај јас бев родена во едно семејство кое што, да кажеме, образовано. Мојата мајка беше наставничар, татко ми по професија, мислам, по образование лекар, но сепак на тие социјални норми дека девојчето треба да биде така примерна, не толку храбра. За семејните аспекти малку подоцна. Сега се вратиме малку на бизнисот. Сакам да кажам дека девојките генерално кај нас се едуцирани за да бидат примерни. Значи, и примери кога се кажува да бидат може наставнички или некои такви професии кои што имаат некако етиблетирани добар пристап на социјалниот режим. И во овој случај јас бев малце похрабра, кој што малце бев и различен пример во, да кажеме, во моето семејство, и почнав бизнис. Зошто го кажувам ова, бидејќи бев сама со целиот тој мој изум, и бев среќна да најдов таков партнер кој што го основавме DigiCube заедно тука. Јас сум не само CEO управител, туку и коосновач на компанијата со 30%. И како што кажав, причината беше дека ние имаме човечки капитал, универзитетите тука произведуваат на некаков начин инженери во софтверско инженеро или девелопери, програмери. Ја искористив таа можност за да можам човечкиот капитал да го користам, но за жал не за нашиот пазар, туку за надворешниот пазар. Подобро да користите тука, одошто да се отиде таму, па да ви дојдат назад со некакви... Да, тоа е друга тема, да. Исто така, ние сме во некој така, да кажеме, поддинамичен развој. Не дека
таа криза не ја осеќаме, значи луѓето, пошто генерално сега знаеме дека ние со овој глобален свет нема веќе граници, нема веќе работни. Денеска ние зборуваме за номади, кој што дигитален номад, кој што може да кажеме, не знам, да го користам, да го земам го уредот и јас сакам за наредни 6 месеци да работам од Швајцарија. И тоа може да се деси во денешно време. Така што ние не дека како компании ние имаме различни кризи, меѓу најголемата криза е токму тоа имиграција на младите луѓе во другите земји. Сега, вие сте специфичен случај. Живеевте во Америка, се субспециализиравте по Европа, се вративте во Македонија. И сопругот мислам дека ви информатичар, така. Уште поспецифичен е што бизнис номадството ви е и стил на живот. Живеете во Гостивар, работите во Скопје во едни репрезентативни услови, функционирате за светскиот пазар. Како ги поврзувате тие нитки на патешествијата меѓу личните предизвици и професијата? Не сакам тука да се покажам како цврста и јака жена, меѓутоа јас мислам дека тоа кај што еве ќе се повикам на моментот кај што не сум можеби била успешна. Во делот на бизнис сферата, на професионализам сум била успешна, тоа е резултат на многу напор, многу ноќи неспиење, многу такви вештини кои што јас мислам дека за да стане човек предприемач, треба да има и некои така природни вештини. Некојаш така стануваш сред ноќ. Плюс кај жените инстинктот работи интензивно. Да, верувам дека и родот има тука влијание. Меѓутоа таму значи цело овој успех и мој напор нормално се одразува и на семејниот живот. Ја можеби недоволно сум била, јас мислам, добра мајка и да кажеме не сега добра сопруга, да не личи дека тоа јас и можеби и сум била, значи не сакам да кажам дека тој баланс помеѓу жена домаќинка со предприемач не оди заедно. Значи тешко е тоа некаков начин да се менаџира. Но во овој случај сум среќна пошто сопругот работи од дома и он некои обврски ги превзема со децата, така што јас може така на некаков начин подобро го балансирам тој момент. Да се вратиме малку на општиот економски амбиент во Македонија, се чини дека IT индустријата во Македонија, освен што ги следи светските трендови на дигитализација, технолошките иновации и така натаму, и во Македонија фаќа замаец и држи прилично динамична форма на годишни пораст, се шири тоа. Две работи ме интересираат. Прво, колку државата создава услови да се развивате како компании и да го повлечете развојот, и второ, од каде регрутирате кадри, со оглед на тоа ги гледам сликите на кои сте, тоа се млади деца, по своите физиономии се продуховени и така натаму. За вашето прво прашање, јас како што кажавте во почетокот, кога работев во такви меѓународни корпорации или пак фирми, постојано го следев политичкиот развој, економскиот развој на земјата, но тогаш можеби бев како надворешен актер. Сега станувајќи сама предприемач и истовремено земајќи улога на подпредседател на Стопанската комора, сега можеби гледам малце поаналитички пристап на работиве. И за жал, морам да потврдам дека владата недоволно прави за развој особено на овие мали бизниси кои што имаат потенцијал да растат. Јас потврдувам дека IT компаниите се голем број на макро и мали бизниси тука во Македонија и можеби во голем број се тие компании кои што најмногу придонесуваат во оваа земјата додека станува за даноци и слично. Океј? Сега ако споредуваме мерките кога во време на пандемијава... Само да дека IT индустријата лани остварила вкупен приход близу 800 милиони, што представува еден од габаритните придонеси кон создавањето на бруто општествениот производ. Супер. Овој момент го кажува дека веќе ако овие компании веќе се во развој и придонесуваат многу во државата, од друга страна, сега кога се случи со пандемијата, со мерките кои што беа принудени од страна на бизнисот, за жал, сите тие IT компании беа исклучени. Пошто таму беа ставени некои критериуми, може да кажеме и смешни, нижно, да кажеме, например, јас сега можам да споредувам со Швајцарија, пошто мој швајцарски партнер додека во време на пандемија во месец март, на нив им беа принудени
им беше нудени сите тие бруто плати од 80% на сите нивни вработени да биде платени од страна на државата. Од март лани и ден денеска нашата компанија како DigiCube зема такви субвенции и грантови од страна на државата. Океј. А во Швајцарија? Во Швајцарија. Океј. Меѓутоа во Швајцарија може викаме дека е богата земја, економски развој, стара земја и слично. Меѓутоа да се вратиме сега во наша територија. Која беа ставени, значи намерно мерките кои беа објавени од страна на државата, тие критериуми ја мислам воопшто не беа анализирани. Беа направени се со идеја да ги исклучуваат поголем број на компании. Не можеш ти да ставиш критериум во мерки и да споредуваш месец, кога почна пандемијата беше месец март. И тие компании кои што беа офатени за да земат помош, треба да докажат дека месец март има загуба од 30% со месец март од претходната година. Па пандемијата не е сезонска криза за да може да кажеме да направи споредба со еден квартал со другиот квартал. Пандемија беше некој екстерно фактор кој што никој не влијаше, нити знаеше дека ова ќе се деси. И такви смешни критериуми, например, до 80% од бруто од плата, просечна плата. И автоматски знаете дека IT компаниите, нашите плати се, може да кажем, и самиот старт е 2 просечни плати од Македонија за еден девелопер. Ми се чини дека во комплексот на мерките што владата ги заговара за така наречена економска реобнова, нема сет на прилично значајни финансиски стимулативни економски мерки во кои ќе даде поддршка или силен ветер за технолошки иновации, за нови сознанија, за ноу-хау и така натаму. Еве, вие сте класичен пример каде што предполагам дека ноу-хау го пренесуваат. Има еден парадокс, заради што сакам да го поставам прашањето. Како има впечаток дека како да сакам да се најавите како машка жена, сега се извинувам под вулгарност. Меѓутоа, не ве навредува, например, која се размислува жени предприемачи, најдобри жени, таквата родова нееднаквост во бизнисот е речиси несвојствена за една пазарна логика. Мене ме навредува реално да ти кажам, особено кога бев избрана како потпредседател на Стопанската комора, од сите вести кои беа објавени, насловот беше прв пат жена потпредседател на коморава. Никој не се замараше да види кој е тој профил, кој што беше именуван како потпредседател. Што може тој профил да даде за Стопанската комора? Што може тој профил да придонесе за членките на Стопанската комора? Ја денеска и внатре во коморава често знам и сум бунтовник да кажам дека не, тука сме сите еднакви, сите сме предприемачи, истата мака е нашата, иста визија и мисија. Дај да работиме заедно и да видиме што можеме заедно да направиме во ова држава. Меѓутоа, сепак од друга страна, да, тоа е не дека ме навредува во еден момент, но меѓутоа ја сакам и поттикнувам таква, да кажеме, квалификација или дискриминација, да кажеме, на родова, позитивна дискриминација, бидејќи е потребно кај нас, особено во IT бранша, не доволно жени и само млади 21% од вработените се жени. Тој подат 21%. Од сите вработени во IT индустрија. Не знам колку ни е сигурен и тој податок, пошто сега скоро во топ 100 настанот, јас бев во одборот на тој настан, и јас исклучително барав, пошто по историјат ние немавме награди за жени предприемачи. Пошто веќе бев во тој одбор и малце погласна реков не овој пат ќе исто така ќе наградуваме жена предприемач. Но знаете што се случи? Во Централен регистар не можевме да најдеме податоци за жени предприемачи. По поло, значи нема таков филтер во нивниот систем да кажеме предприемачите да ги делат по родови. А да не зборуваме да најдеме жени предприемачи кои што реални се управители или основачи или да видиме кои жени се во различни сектори. Како, ама има еден просто парадоксален случај. Распишуваат конкурс за предприемаштво за жени со, како да речем, скромни 1500 евра и така натаму. Тоа има некоја логика на развој? Или е повторно деградација? Ја мислам дека не е деградација, тоа и ова власт, и претходната власт, пошто за мене не е битно која политичка партија ја води оваа држава, за мене е битно јас како предприемач кои придобивки можам да го имам.
Сега скоро имаш од Министерство за економија, токму ова што го кажувате, има повик за женското предприемаштво. Едва чекам да го отворам тој повик, кога го отворив, пошто реков конечно се прави нешто кај нас. И замислете, во тој повик вика, ние како држава помагаме на женското предприемништво и сумата 1000 евра за развој на софтвер или купување на опрема. Мислам дека и Министерство за економија и сите Лаптоп не овие... можеш да купиш со тоа. И лаптоп се исклучува. Аха. Опрема машинерија од 1000 евра. Значи, таквите за мене се нижно популистички маркетинг, кои што генерално ги гледаат и за жал и овие ентитети на бизниси ги гледаат како гласачи на Добро, на партија. Влора Адеми, подпредседател на Комората на Северозападна Македонија и предприемаш, бизнисмен која ја води швајцарско-македонската компанија DJ Cube. Уште на крај да ја прашам за еден аспект кој е главно не го вадам од под тепих, како што велим, под килим, но ми се чини дека е атрактивен за разговор со вас. Денове се вработени 1600 и не знам колку што седеа од овие невработените, да речам, албанци по етнички клуч, кои треба да бидат примени. Во меѓувреме се појави тезата и приватниот сектор треба да води сметка за етничките клучи. Вие сте албанка, водите компанија која не признава предрасуди во остварувањето. Ви изгледа тоа логично? Јас, мојата мисија и визија на мојата компанија не прави разлика, нити родова, нити етничка, кај мене е 100% професионалност. За мене како прв човек, фронтлайн на DigiCube, што е битно за мене, за да можам да ја подадам рака на младите луѓе, за да почнат со првото искуство да им се нуди кај нас. За жал, едукативниот систем кај нас не ги преработува учениците и студентите да се готови како производ во работна околина. И тоа исто така е малце терет за бизнисите, пошто ние, да кажеме, еден студент која завршува компјутерски науки, ние сите како предприемачи сакаме луѓе со искуство, нели? Меѓутоа, тој со искуство, тие студенти мора негде да го истекнуваат тоа искуство. Јас како компанија, да, не правам таква разлика. За мене единствена разлика е да можам да земам млади луѓе кои што имаат потенцијал, креатива и да им подадам рака да почнат кај нас со искуството и првото искуство да биде меѓународно, швајцарско и македонско. Тоа го правам, затоа не случајно вие сте го видели во нашиот сајт, има доста млади луѓе, потенцијални и искусни и неискусни, и тоа јас постојано го правам, пошто и мојата мисија и мото е да им дадеме можност на младите да не размислуваат на други алтернативи. Ми се бендишува во рамките на тоа што го гледав, веќе сега стандардизирана шема, а тоа е младите да имаат приватно здравствено осигурување, да ги имаат нормалните ентертеймент услови, бифе бесплатно, занимации и така натаму. На крај, Влора Адеми, у 2 до 3 реченици, која би имале средба со Заев сега, што би му рекле што не прави? Од каде да почнам? Има многу работи. Ја би кажала прво, значи сега е време на пандемија, што и да се каже, мислам дека тоа не е баш доволна ситуација и за жал ние сме сиромашна земја. Тоа само можам да го кажам. Па викам сиромашна земја и по финансии, и по ментален, и по емоционално, значи ние генерално сме сиромашни. Сиромашни и во искуство, значи ние не сме многу такви отворени за да можеме, значи генерално секој повик, ја ги гледам сите, особено ги следувам сите овие повици кои што грантови. Сега скоро имав и некоја полемика со Фондот за иновации, пошто вика ние нудиме грантови за иновативност, но во суштина ако го следите тој правилник на грантот кој што го нуди Фондот за иновации, тоа е повратен грант. Тоа не е грант. Добро, тоа е кредит. Благодарам многу. Тоа беше Влора Адеми, предприемач, подпредседател на Комората на Северозападна Македонија. Бевте љубезни што се одвоивте. Јас ви благодарам што одвоивте време од вашето скапоцено патување, гости врз Скопје и така натаму. За крај, пошловте во Америка, немате намера да се вратите? Не, се надам. Фала, ви благодарам многу.